Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашиот тим од Алфа телевизија сме токму од овде и подготвени за новиот рецепт на денот. Златно буре Кучково се наоѓа недалеко од Скопје, на само 20 минути возење од центарот. Значи, кога имате слободно време или кога размислувате каде да го поминете вашиот ден, со семејството, со саканите, со блиските, со пријатели, со па дури пословни бизнис партнери, повелете, дојдете овде. Тука ќе ги вкусите убавите македонски традиционални специјалитети и ќе уживате во обкружувањето. За денешниот рецепт на денот ќе ви подготвам една погача со црвена леќа. Не секогаш леќата треба да биде како чорба, нели, супа дури правиме од леќата, или сега во ново време гледам прават палачинки од леќа и така натаму, но ние ќе си направиме една погача од леќа која што е толку вкусна, толку е лесна за јадење, нема да имате никаков проблем, а покрај тоа и нема да се дебелеете од ова. Од оваа погача, затоа што ќе ја правиме од леќа. Наместо брашно ќе ставиме леќа. Сега ќе ви кажам што се е потребно за да ја направите оваа погача. За час ќе ја направите. А не треба нешто Бог знае што и многу малку ќе ве чини и нема да го оштети вашиот семеен буџет. 200 грама или пола кесичка, пошто се во пакување 400 грама. 200 грама црвена леќа потопена во вода од ноќта. Значи, ако правиме денеска погачата од леќа, вие ќе ја ставите од ноќта, претходната ноќ да се кисне. Ке ви треба 200 грама полномасно сирење, овчо или комбинација на овчо и кравјо, 150 грама кисело млеко, 2 јајца, 200 грама спанаќ, исчистен и на коцки насечкан, едно пакетче прашок за печиво, малку буковец, малку сол, малку биберче, масло околу едно мало филчанче, значи 1 децилитар и малку кисела вода по потреба, ќе видите на крајот каде ќе ја ставиме. Најпрвин ќе ви треба еден блендер за да ја изблендираме леќата со киселото млеко ќе изблендираме. Тука ќе ставам и малку сол. Ете така. Ќе го ставам и киселото млеко, значи да добиам една смеса како каша за печење, нели погачи кога правиме. И тука ќе го ставам и маслото. Еден филџан, малку сол. Така. Не ставам многу затоа што сирењето е солено и доволно е малку, нели ќе му ставам и малку буковец. И сега ќе ги додадам јајца. Тука. Да ви кажам, многу сакам вака кога правам и колачи со блендер, не ми зема многу време. Така, сега јајцето и толку за приказната за блендерот. После веќе
се ќе си биде во тавчето. Така. Готово. Така. Ја ставам кашата во садот. Одлично. Еве каква е смесата. Сега ќе го додадам спанаќот. Значи, ќе добиеме една прекрасна погача, а не сме ставиле ниту брашно, ниту квасец, туку ќе ставиме малку само прашок за печиво. Едно пакетче прашок за печиво. И леќата всушност е замена за брашното. Ќе го ставам прашокот за печиво. Така. Ќе ставам сега малку буковец. Малку бибер ќе ставам. Сега ова ќе го измешам. Ќе ни треба тавче број 26. За оваа количина тавче број 26. Ако сте поголемо семејство, ставете една кесичка леќа. Натопете ја во топла вода преку ноќта и сирење нека е исто, нека е 200 грама. Спанаќот дуплирајте го. Дваесет 26 тавче. Сега ќе го надробам сирењето. Нека има повеќе сирење. Значи, запомнете, блендирате само леќата со јајцето и малку масло, за да има мастрав, да може леќата да се изблендира. Така. Сега, киселата вода секогаш чувајте ја до вас малку, ако случајно смесата стане многу густа. Мене можеки ми треба 2-3 супени лашици, не повеќе. И така ќе ја направи повоздушаста. Така. Ќе се пече прво на 200 степени Целзиусови, а потоа ќе намалите на 180. Еве, а погачата е веќе готова. Само морам да пробам за сол. Одлично. Еве сега ставам во тавчето. И на 180 степени едно 40 на минути, така на тивко. Одлично. Некои, да кажем, и се ставаат во блендерот, и спанаќот и се, но јас сакам, затоа што е погача, да се препознаваат некои работи. Можете од озгора да ставите и сусам. Сусам и исто така ќе биде прекрасна. Малку наросувам со масленце. Може ќе ставам, пред да ја ставам во редната, ќе ставам и малку сусам. А може ти ким исто така да ставите. И со тоа ќе биде прекрасно, исто така може и повторно малку од озгора
буковец, сако ќе си испече пиперот, па мириса на сув пипер. Нека е ние на здравје печењето, а и јадењето. Останете со нас, со вкусот на традицијата. Откако ќе го испечам, ќе видите како ќе го искомбинирам и да го пробаме заедно. Еве нашата погача испековме од црвена леки. И да ви кажам, значи вистински погодок ми е. И така ми е атракција, затоа што нема брашно, нема квасец и можам да јадам од неа колку сакам, без да имам грижа на совест. Погледнете колку убаво е спечена. Ау! Се смее, се смее. Иди, познаја дека од леќа. Исто, значи исто како да сме направиле пројат ченкарно брашно или обично она масна погача со сирење и спанак. Леле, боже мили, колку е добро ова. Фантазија. Направете и уживајте во овој вкус. Јас ја нарекувам погача без грижа на совест. И такво име ќе ја дадам. Нека биде и ќе ја крстам погача без грижа на совест. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат старите, не се тркај со коњите и не се карај со будалиот. Зошто? Затоа што не можеш да го натрчаш коњот, а будалата не можеш да ја убедиш. Бидете внимателни. На здравје!